Почитувани гледачи, следно на програмата на КИС телевизија интервју со господинот Оливер Спасовски во рамки на неговата посета и посетата на неговите сопартици во Тетово. На самиот почеток, добре ни дојдовте во студиото на КИС телевизија. Зошто го одбравте слоганот да ја вратиме средната класа за промоција на програмата на Социјалдемократскиот сојуз? Ви благодарам за остапениот простор да можеме овде да ги презентираме мерките и пред ова ваша аудиториум на телевизија КИС. Токму една од главните цели зашто денеска сме во Тетово е презентација на мерките кои што би биле дел од новата програма на Социјалдемократскиот сојуз, на која што ќе се базира идното делување на партијата, од која што ќе произлезат и предизборните програми, без разлика за кои да се од изборите. Неколку причини има во смисла на што се должат овие мерки кои што овде ги офативме, инаку имаме околу 350 нови мерки кои што се решение на одредени проблеми што ги имаат граѓаните на Република Македонија. За жал се повеќе проблеми има оваа наша држава и граѓаните. И мислам дека главните моменти, главните столбови на кои што ќе се потпира една држава во Република Македонија полека но сигурно се срушени овие неколку изминати години. Еден од столбовите е носечкиот економијата, и во делот на економијата таа класна расслоеност која што се јавува во Република Македонија, за која што се изјаснуваат сите меѓународни организации, за кои што постојат многу факти, дури и на статистички податоци кои што се базираат овде во Република Македонија, може да се констатира дека само 20% од граѓаните на Република Македонија држат 50% од капиталот во државата. Или една мала, тесна група држи најголем дел од овој капитал, додека 80% на граѓани се претежно сиромашни граѓани кои што не можат да врзат крај со крај, кои што не можат да обезбедат екзистенција за своите семејства и за себе. И токму тоа е нешто што недостасува на македонското општество. Една алка во синџерот кој што не може да обезбеди размена на државата, тоа е средната класа. Сигурно граѓаните и на Тетово и на Република Македонија се сеќаваат на времето кога постоеше средна класа во Република Македонија. Таа група на луѓе, спокојна класа, над која што се подпираше општеството, луѓе кои што може да се обезбедат екзистенција за семејството, да ги школуваат, децата да се обезбедат одмор, да имаат едноставно еден достоинствен живот. Денеска тоа го нема во Република Македонија и токму заради тоа сметавме дека еден од клучните столбови при правењето на овие мерки мора да се потпреме на економијата и на можностите да ја вратиме токму средната класа во Република Македонија. Токму заради тоа е слоганот, бидејќи искрено веруваме дека со враќањето на средната класа во Република Македонија ние ќе помогнеме и на државата да исчекори еден чекор напред. Ние сега не само што имаме стагнација, ние имаме враќање назад во развојот на Република Македонија. Инаку и други два клучни моменти над кои што се базира програмата е да вложуваме во иднината, а не во минатото. Тоа е заради тоа што се повеќе граѓани на Република Македонија напуштаат државата во изминатиот период. Статистички податоци говорат дека 230.000 млади луѓе од Република Македонија заминале во овие последни 6 години, или вкупно околу 460.000 граѓани на Република Македонија, и тоа е нешто што мора да се стопира и да овозможиме надеж кај граѓаните на Република Македонија. И последното нешто е поделеноста на Република Македонија. Ние имаме сега општество кое што е страшно поделено. Јас жалам што оваа влада на ВМРО ДПМН и на Груевски работат по принципот раздели па владај. И оваа поделеност покрај сите други политички, верски, меѓунационални и така натаму, најголемата поделеност, економската поделеност, мора да ја сопреме, мора да ја подпомогнеме да се обнови и да ја стопираме, да немаме поделби во Република Македонија. Само интегрирана Република Македонија, само со една заедничка активност на сите граѓани на Република Македонија, ние можеме да направиме нешто повеќе за државата. Така. Во текот на целиот ваш одговор на моето прво прашање зборувате за столбовите економски и така натаму. Кои се вашите главни столбови на предлог програмата на Социјалдемократскиот сојуз?
Значи, главната и основна работа на Социјалдемократскиот сојуз е да во секој поглед се стабилизира македонското општество, односно македонската држава. Знаете дека пред се сме одговорна партија која што не може и не сме да се дозволи во вакви едни тешки моменти за државата да седиме по страна. Немаме право едноставно, ние учествуваме во создавањето на нова држава. Зборам како партија Социјалдемократски сојуз и сега апсолутно нема да се тргнеме од одговорноста за состојбите кои што се случуваат. Иако некој друг е на власт или ВМРО да помине. Меѓутоа, дел од одговорноста имаме и ние, заради тоа што идните генерации би напрашале каде бевте, што правите во оние моменти кога Република Македонија назадуваше. И секако дека ако ги гледаме сегментите во кои што македонското општество има сериозни проблеми, тоа се скоро сите сегменти имаме уназадување, раслојување и така натаму, и затоа е потребна една сеофатна програма, една силна акција која што треба да покрива неколку сегменти. Ова се трите главни столба што јас ги напоменав. Во делот на економијата, социјалата, развојот на бизнисот и така натаму, сето тоа ќе допринесе да ја вратиме таа средна класа, спокојна класа на граѓани, и тогаш можеме да констатираме дека Република Македонија го направила вистинскиот исчекор кој што го очекува многу години назад. Да ги сопреме поделбите во Република Македонија, тоа значи дека нема потреба од поделби на меѓуетнички, на верски план, да мора да градиме мултикултурно општество, да се научиме да живееме едноставно едни со други во оваа држава и да сите заеднички допринесуваме Република Македонија да оди напред. И влогот во еднината е многу важен. Со влогот во единината сакаме да ја вратиме надежда кај граѓаните на Република Македонија. Претежно кај младите луѓе. Замислете, имате млади луѓе кои што нивните семејства првенствено вложуваат во нивната иднина, вложуваат во образование, државата вложува во образование и на крајот, без да ставиме прст на чело и да помислиме зошто овие граѓани заменуваат од државата. Каков потенцијал ние губиме? Тоа е едно богатство огромно кое што треба да го сочуваме овде ако сакаме да направиме напредок. И затоа овие мерки офаќаат во делот на економијата, во делот на бизнисот, во делот на социјалата, во делот на мултиетничките односи, градењето на Република Македонија како мултиетничка заедница, унапредувањето пред се на сегментите кои што се рак рана за ова општество, партизираното судство. Мора да се направат мерки кои што ќе овозможат да имаме навистина судство над кое што ќе може да се подпре секој граѓанин, да ја вратиме вербата во институциите на Република Македонија. Исто така, клучниот момент мора да ја вратиме слободата, ако сакате. Па ние денеска имаме навистина нарушена состојба во демократските процеси на државата, слободата на изразувањето, слободата на говорот, стравот кој што е присутен кај граѓаните и така натаму и така натаму. Сакаме преку една ваква позитивна промоција на овие мерки да го разбиеме тој страв, да ја вратиме довербата, да ја вратиме надежта, едноставно да покажеме дека Република Македонија може да се движи поинаку. Сакаме да обстоиме до крај на евроатлантските и европските интеграции на државата. Македонија нема друга алтернатива и мора да се движиме во таа насока, меѓутоа паралелно со тој европски пат кој што одиме мора да работиме напорно во делот на сузбивањето на криминалот, корупцијата, да ја подигнеме македонската економија, да ги зајакнеме институциите, демократскиот капацитет да го зајакнеме и со тоа навистина да се почувствува кај граѓаните напредок кој што верувате многу долго го очекуваат. Така. Кои се мерките кои што досега ги промовиравте? Ние промовиравме досега мерки кои што се однесува на делот на економијата, на земјоделието, на социјалата, на бизнисот, на образованието е денеска во Тетово. Тоа се мерки кои што сакаме да ги дебатираме со граѓаните на Република Македонија. Се предизвика една дебата и од страна на актуелната власт и тоа е добро да ги размериме собствените ставови и мислења, меѓутоа целата оваа активност е насочена кон граѓаните на Република Македонија. Да понудиме позитивни решенија од кои што тие ќе се препознаат во решавањето на собствените проблеми. Во делот на економијата ќе напоменам неколку мерки. Ние прво и основно што го понудивме, кое што сметаме дека на секој граѓанин ќе му ја врати економската моќ, ќе го стабилизира,
е повратокот на данокот на додадена вредност за секој граѓанин на Република Македонија. Предвидуваме со таа мерка 15% од износот за данокот за додадена вредност на секоја сметка да се враќа назад кај граѓаните на Република Македонија. Тоа би значило на годишно ниво некаде околу 130 милиони евра финансиски средства кои што би се вратиле назад кај граѓаните, кои што можат да ги реинвестира. Со тоа директно ќе се зголеми потрошувачката моќ, ќе се зголеми пазарот, ќе може да расне стопанството, производството и така натаму. Значи во сите сегменти ова мерка дава едни резултати. Секој граѓанин на крајот од краиштата би бил еден вид инспектор. Нема да имаме простор како сега да влегуваат инспекторите со цел да казнуваат во фирмите, заради тоа што тогаш секој граѓанин би бил заинтересиран да си земе фискална сметка и да врати дел од данокот. На тој начин во текот на годината би обезбедил некаде од 15 до 20.000 денари годишно, зависно од трошоците кои што ги прави едно семејство, кој што може понатаму да ги реинвестира. Исто така длабоко сме убедени дека ако сакаме Република Македонија да направиме праведна држава, да направиме држава која што ќе има ова средна класа, економски постабилна, ние мора да воведеме праведен данок. И една од клучните мерки е воведувањето на праведниот данок. Тој што има помалку да плати помалку. Тој што има повеќе да плати повеќе. Предвидуваме персоналниот данок за граѓаните што имаат до 1000 евра примање месечно да биде намален од сегашните 10 на 9%. Додека за сите граѓани над 1000 евра месечни примања или над 60.000, за тој дел над 1000 евра да плаќаат 18% данок на додадена вредност. Персонален данок. Тоа е праведно. Тој што има повеќе да овозможи на социјално ранливите категории државата да им обезбеди подостоинствен живот. Исто така и во делот на данокот на имот. Не може сега едно семејство кое што има една куќа да плаќа иста стапка на данок со некој кој што има 3-4 куќи кои што обезбедува средства од кири и така натаму во овој дел. Предвидуваме данокот за една куќа или еден стан на едно семејство да се намали двојно од тоа што е сега. Од 0,1 на 0,05%. Или ако има еден граѓанин 1000 денара на годишно ниво данок на имот, да плаќа 500 денари. Меѓутоа секој еден граѓанин кој што има 2 куќи, 2 стана, повеќе дуќани, да се зголемува таа стапка на данок на имот, и тоа е праведно. Македонското општество значи му создало можности на било кој граѓанин да создаде поголем капитал и да може да живее добро тој капитал, тогаш и тој граѓанин мора да врати на државата. Предвидуваме низа на мерки кои што се однесуваат во делот на социјалата. Предвидуваме два основи за пензионирање да имаме. Покрај постоечкото решение пензионирање да може да се оствари со години на старост, 62 години за жени, 64 за мажи, да има и втор основ, 35 години стаж за жени и 40 години стаж за мажи. Бидејќи сега имаме ситуација во која што еден дел од граѓаните имаат стаж, меѓутоа не исполнуваат години на старост, не може да отидат во пензија. Втората мерка е во делот на овозможување да има докуп на стаж. Оној кој што има 10 години стаж, а нема минимум за остварување на пензија, да може 5 години да ги докупи и да си оствари право на пензија. Една од мерките исто така воведувањето на државна социјална пензија. За оние граѓани кои што немаат од било кои причини не може да остварат право на пензионирање. Се прашувам дали тие граѓани немаат право на еден достоинствен живот во државата. И затоа државата, ако е социјална држава, мора тоа да го гарантира. И ние предвидуваме воведување на таква државна социјална пензија, која што би била во износ од 40% од просечната пензија, да овозможи барем некаква основа за екзистенција на овие луѓе, да имат една достоинствена старост. Предвидуваме за пензионерите зголемување на пензиите за 40% или 10% годишно во текот на еден мандат, и второ, усогласувањето на пензиите со трошоците на живот и растот на плати да биде по паритетна основа 70% трошоци на живот, 30% плати, сега е 50-50, и тоа да се прави на секои 3 месеци, за да можеме да ја зголеме куповната моќ на пензионерите и да имаат и тие така наречен подостоинствен живот. Така да во делот на социјалните трансфери сметаме дека сегашните социјални трансфери кои што се за луѓето кои што не се социјално обезбедени од државата се многу мали. И тука предвидуваме во мерките зголемување исто така на овие сите социјални трансфери за
40% во 4 години или 10% на едногодишно ниво. При тоа има низа на мерки во делот на економијата кои што ќе значат олеснителни околности за фирмите кои што ќе вработуваат социјални случаи. Работа на државата ќе биде што е можно повеќе луѓе да вработи во приватниот, реалниот сектор, за да можат да се намалуваат и социјалните случаи во државата. Секој ден кој што сака да работи, кој што може да работи, сигурно дека не посакува да биде на терет на Република Македонија. Постојат понатаму низа мерки во делот на бизнис климата во Република Македонија. Ќе напоменам дека СДСМ е цврсто решен дека мораме да ги изедначиме условите за домашните и за странските инвеститори. Не може парите на странските инвеститори да бидат позначени од парите на македонските инвеститори. Тие услови кои што ги имаат во технолошко развојни индустријски зони странските инвеститори, да ги добијат македонските инвеститори. Жално е македонските фирми да инвестираат во фирми во Србија, во Бугарија и така натаму, наместо овде да го прават тоа. И при тоа создаваме можност за нови работни места. Значи, сето ова е поврзано меѓусебно ако сакаме да оствариме сериозен и добар напредок на државата. Така. Повторно ќе се навратиме на вашиот слоган да ја вратиме средната класа. Дали мислите дека е реално остварливо тешката состојба во која се наоѓаат граѓаните во Македонија да се создадат услови за остварување на програмата која сте уверени дека со истата ќе ја вратите средната класа? Јас сум длабоко убеден и раководството на партијата дека навистина ова е програма реално остварлива и ние не се занесувавме на почетокот при правењето на оваа програма или создавање нови мерки да правиме програма која што би била нереално остварлива. Пред се сите мерки кои што се реков дека имаме некаде на 350 се мерки кои што може да бидат реално остварливи и кои што ќе допринесат токму во функција на ова што е главниот мотив наш да ја вратиме средната класа во Република Македонија. Сега нормално е прашањето од каде ќе се обезбедат финансиски средства и дали е тоа можно да се направи. За секој од овие мерки се направени сериозни анализи. Впрочем, 5 месеци во кои што ги подготвувавме мерките, не беше само напишување на мерката, најлесно е да напишете. И тоа беше од каде и на каков начин ќе може тоа да се изфинансира, за да може да бидат реално остварливи и да се почувстват бенефитите. Видете, Македонија има буџет од 3 милиарди евра на годишно ниво. Единствено нешто што е потребно, домаќински, одговорно, многу честно да работите за интересите на граѓаните, за да можете овие финански средства да се употребат на правилен начин. Ние имаме милион работи кои што сега се непродуктивни во Република Македонија, а се финансираат од страна на буџетот. Проектот Скопје 2014 година најавен со 80 милиони евра. Во моментот 800 милиони евра се потрошени пари во проектот Скопје 2014. Предпоставките се дека ќе надмина дури милиарда евра финански средства. Јас се прашувам, дали овие финански средства не требаше да ги искористиме во други сегменти на општественото живење кои што ќе го потигне развојот на Република Македонија? Дали е нормално да вие правите споменици, градите барокни градби во еден град, а Република Македонија да страда за основни екзистенцијални потреби? Еве тетово ќе го споменем, нема вода, не е изграден до крај водоводот и така натаму, не се обезбедени граѓаните со основен услов за живот, никој не финансира во овој дел. Па имаме цела Македонија, внатрешноста на Македонија, кои што немаат патна инфраструктура, немаат канализациони мрежи, немаат чиста вода за пиење. Наместо овие пари да ги вложувавме во ваков развој на државата, кој што ќе потикне развој и стопански, ние тоа не го правиме. Вложувањето во капиталните инвестиции, клучен момент за развој на една држава, на едно општество. Нашите капитални инвестиции сега во Македонија се 7 км автопат од Куманово до Табановци што беше направен за 7 години. Па замислете, ако е тоа капацитетот на една држава, на вистина за секоја осуда е тоа нешто. Со толку потрошени финански средства. Мислам дека клучната работа лежи во тоа да се одработи пред се честно и домаќински. Сега ќе кажам неколку мерки. Не е доволно само да викаме ние сега еве проектот Скопје 2014 е проект кој што одлече многу пари. Меѓутоа, владиното рекламирање.
20 милиони евра имате владино рекламирање на годишно ниво. 20 милиони евра. Решението на проблемот на стечајните работници, за кој што СДСМ даде јавно ветување и стоиме цврсто на тој став дека во првите 100 дена од формирањето на влада на СДСМ ќе го решиме проблемот на стечајните работници, тоа решение чини 7,5 милиони евра на годишно ниво. Значи, ако само ги трнеме рекламите од страна на владата, оставките, ние можеме 3 години да обезбедиме финансиски средства за плаќање на стечајните работници. Или државната социјална пензија ќе кошта некаде околу 12 милиони евра на годишно ниво. Тоа значи дека со тргање на рекламите обезбедено 2 години овие категории на граѓани да добијат државна социјална пензија. Што значи тоа добивање на државна социјална пензија? Значи зголемена моќ кај граѓаните во потрошувачка. Ќе може да ги обезбедат основните услови, да си платат комунали и сметки и така натаму. Дел од парите пак ќе се вратат во државата. Зголемувањето на фискалната дисциплина исто така донесува нови финансиски средства. Во делот на земјоделието, давањето на земјиштето кај вистинските земјоделци, некај големо поседници од власта кои што сега ги имаат. И така натаму може исто така да допринесе за нова квота на финансиски средства кои што би биле во буџетот на Република Македонија. Јас тврдам дека една одговорна влада, честно работење, домаќинско работење, која што сака да од прв план биде интересот на државата, може да ја оствари оваа цел која што ние ја зацртавме. А тоа ќе значи силни вложувања во економијата, во капиталните инвестиции и една жестока борба против криминалот и корупцијата. Тоа ќе ја врати Република Македонија на вистински. Така. Вие велите дека сите овие мерки за кои што досега зборувавме се остварливи, од власта пак критикуваат дека не се остварливи, а еден дел тие веќе ги остваруваат. Прво е добро што конечно во овие 7 години се предизвика некаква дебата и власта почна да разговара околу нешто што нуди Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е еден однос кој што се случува прв пат во Република Македонија. Што би требало да значи ова? Сигурно предизвикувањето на вниманието кај граѓаните на овие мерки предизвикуваат и едни такви реакции од страна на владата. Гледате дека сите мерки кои ги презентиравме, основната работа беше дека вие немате концепт и овие мерки ви се неостварливи. Ако го земеме проблемот на образованието, што немаме никаков концепт како држава зборам, за жал, таму каде што најмногу се вложува, не се работи на зголемувањето на квалитетот на образованието. Се воведува екстерно тестирање не како мерка на квалитет во образованието, туку како мерка на казнување. Ви имате сега екстерно тестирање во кое што ги казнуваа и учениците и наставниците. И кога СДСМ вика дека ние ќе го укинеме екстерното тестирање за да биде мерка на казнување и ќе работиме на зголемување на квалитетот во образование, веднаш реакции вие тоа се неостварливи проекти. Кога говориме за данокот на додадена вредност, дека секој граѓанин ќе врати по 15% и ќе се зголеми нивната куповна моќ, исто ова мерка ви е неостварлива. Ама не ги кажуваат причините. Зошто е тоа така? Има дел од мерките кои што тие ги украдоа како влада, како идеи ги украдоа зборам, уште пред неколку години, не од сега. Мерки кои што ги упропастија. И мене не ми е воопшто криво ако направат одредена мерка која што ќе функционира нормално и ќе ја постигне целта. Впрочем, тоа не се мерки кои што ние ги правиме за нас, мерки кои што сметаме дека ќе го подобрат воопшто животот на граѓаните. Ќе наведам само една мерка. Ние и таа мерка ја презентиравме претходно, поднесувавме и закон во собранието. Тоа беше за енергетската ефикасност. Да може државата да субвенционира на социјалните случаи во енергетската ефикасност, да може да ги подмируваат сметките. И знаете дека се донесе закон 2000 денари да се плаќа на секое семејство за огрев, зимно време и така натаму, кој што е примателна социјална помош. Прашете ги овие граѓани, ќе ви кажат колку редовно ги добиваат финансиските средства, а воопшто не ги трансферираат.
Значи не е доволно само да кажувате ние имаме идеја која што ја спроведуваме во моментот. Прашањето е колку ефекти сте направиле од таа мерка. Дали вистински таа мерка се спроведува или само е доволно да застане Груевски и целата негова свита во влада и да каже ние од денеска ова го направивме. Тоа не е доволно. За да се направи нешто, мора да има бенефит граѓанинот од таа работа, да почувствува дека навистина нешто се спровело, направило така како што треба, и ако е тоа така, тогаш ние имаме задоволни граѓани на Република Македонија. Јас мора да констатирам со жалење дека ние сега имаме задоволни властодржци кои што знаеа да го пригрват капиталот, знаат да земат се што може да се земе од страна на власта, знаат да си ги вработат сите од семејството заради тоа што се дел од власта и функционери овде од Тетово и од секаде низ Република Македонија. Значи, да ги чувствуваат бенефитите само од една категорија на граѓани. Мора власта да биде во интерес на граѓаните. Граѓаните да чувствуваат бенефит од власта, а не властодржците да бидат бенефицирани со тоа што ќе чувствуваат одредени потреби. На крајот од краиштата, СДСМ дебатира за овие мерки, СДСМ разговара низ градовите и селата низ Република Македонија, ги нудиме нашите визии, меѓутоа во исто време и сакаме да чуеме одредени мислења, сугестии, што е добро, што е можеби нешто што треба да се дополни нашата програма. Ако има нешто што не треба да стои во програмата, спремни сме да го повлечеме и така натаму. И клучниот момент да ви кажам, за мене и за партијата е битно да дебатираме со граѓаните на Република Македонија. Тоа што го мисли ВМРО-ДПМН, ама воопшто не ми е гајле. Заради тоа што ние не правиме програма која што треба да биде задоволство на владачката партија. Ние правиме програма која што треба да биде прифатена на задоволство на граѓаните. И преку нудењето на една ваква програма, преку овие мерки кои што на вистина создаваат сигурност кај граѓаните во одредени сегменти и нашата решеност до крај да ги спроведеме овие мерки е таа позитивна промоција за која што разговараме. Покрај промоцијата на персоналниот состав на партијата, внесувањето на многу луѓе кои што сакаат да дадат допринос сега во правењето на оваа програма, внесувањето на секој еден граѓанин искрено во оваа програма, може да се каже дека причинува задоволство. Мене ми причинува задоволство кога ќе отидеме во било кое место, во едно населено, дали е тоа во село, дали е некаде во град, кога ќе седнеме со здруженија на пензионери, кога ќе разговараме со други невладини организации, тие разговараат и дебатираат околу мерките. Сакаат да помогнат како тие мерки да бидат подобрени. Тоа е вистинската причина, тоа е вистинскиот мотив на целата оваа наша активност која што ја спроведуваме низ Република Македонија, која што нема да запре сега, туку тоа ќе биде активност која што ќе трае и понатаму, за да на крајот ја создадеме програмата која што ќе значи сигурен пат на чекорење на граѓаните на Република Македонија. Подобрување на економската состојба, да не се разслојуваме меѓусебно, да се чувствуваме сите еднакви граѓани на оваа држава, да се обезбеди правда за секого, а не да имаме селективна правда во Република Македонија, да не живееме во страв, дали ќе дојдат да ни го затворат дуќанот и бизнисот заради хирови на владата, да не сме држава која што ќе се базира на полнењето на буџетот на казни и така натаму и така. Значи, еден сет на мерки и активности кои што значат подобрување на животот на граѓаните. Најважно е од се. Ние имаме како раководство и како партија чесен пристап во целата оваа активност. Сакаме на многу коректен начин, многу отворено, многу енергично, многу цврсто да одработиме за иднината на оваа држава. Тоа ни е главниот мотив и со тој мотив и ќе победиме на изборите и со тој мотив ќе ја градиме Република Македонија. Така и секако да ја вратите средната класа. Апсолутно. Тоа е главниот мотив и моја задоволство ќе биде да по превземањето на власта веднаш се зафатиме со реализација на оваа мерка, а на крајот на мандатот да констатираме дека навистина сме направиле еден огромен чекор напред и ја има средната класа. Да биде видлива, денеска ја нема. Така.
Почитувани гледачи, го гледавте интервјуто со господинот Оливер Спасовски, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Спасовски, благодарам што бевте наш гостин во студиото на КИС телевизија. Се надевам дека сите овие одговори ќе стигнат како порака до нашите гледачи. Ви благодарам и на вас за можноста да ги презентирам мерките и очекувам дека поддршката на овие мерки ќе биде значајна заради доброто на Република Македонија. Така, благодарам уште еднаш.